И во јуни лани, скопјанецот покренува бракоразводна парница за бракот склучен пред 8 години во Украина. Ги известува сите надлежни институции дека во теке судски процес за развод и за определување старателство, за да не се случи таа да излезе од Македонија и да го однесе преку граница и девојчето. Но во август лани, такво нешто се случува на неразбирлив начин за таткото. Без да знае, без да даде дозвола. Девојчето и мајката, со помош на неколку луѓе од Македонија, излегуваат од државата преку Деве Баир. Јас имав претходно пријавено исто и во МВР, се плашев дека може да се направи пропуст, тие кажа дека да не ги учам јас како се работи нивната работа, дека без нотарски не може да напушти, дека детето е само македонски државјанин и нема теорија да излезе без моето одобрување. Што е работа ви објаснија, зошто, како е пуштен? Пропустот не знам како е направен, се сомневам на корупција наискрено, не сум сигурен. Немам покрената постапка против службеникот, знам дека кој е човекот. Нивната пасошка евиденција на граѓани кои влегуваат во Република Бугарија и ја напуштаат Република Бугарија, добивме официјален одговор дека истата не е воопшто евидентирана во системот дека ја напуштила, ниту пак дека влегла во Република Бугарија. Пред некое време се видов со почитување од претседател Стево Пендаровски, кој ми е и професор на моите студии постдипломски, додипломски, и тој вика, јас како претседател, вика пред некое време кој излагав со мојот син, кои ме познаваат, вика, нели, функцијата, вика, на граница, ми бара, вика, 16 години неговиот син, како што паметам, вика ми бара нотарски одобрување од мојата сопруга. Иако сомневањата на таткото и неговиот адвокат се огромни, од МВР ни одговараат каква е законската процедура за излегување на дете без двајца родители. Родител со своето дете државната граница може непречено да ја мине доколку не постои мерка за забрана од надлежен државен орган, без при тоа да има било каква писмена согласност од другиот родител. Надлежноста за изрекување на забрана за патување на детето или неговите родители е на Центарот за социјална работа или надлежен судски орган кои доставуваат известување до МВР.